Почитувани, целата влада на Зоран Заев и СДСМ била вмешана во рекет. Бојан Јовановски, Боки 13, на суд вчера јасно кажа дека доколку не би била поддршката на функционерите на СДСМ, бизнисмените не би седнале со него да преговараат. Ке цитирам, бизнисменот Ардијан Азмовски, доколку не го видеше Александар Кирацовски, немаше да го прифати проектот, кажа Боки 13 вчера пред судот. Во оваа реченица, почитувани, е содржана целата вистина за милионскиот рекет. Боки 13 не е лице кое што има моќ и влијание да рекетира милиони од бизнисмени, ако за тоа не стојат функционерите од власта на СДСМ. Ова само потврдува дека Боки 13 не можел ниту еден денар да изрекетира доколку не била поддршката од СДСМ. Почитувани, Боки 13, Бојан Јовановски вчера јавно за прв пат откри дека дел од шемата за перење на парите преку Меѓународен сојуз била и Мила Царовска, која што како министерка за труд и социјална политика му помагала на Бојан Јовановски. Боки 13, Јовановски вчера потврди дека првиот случај со измамената пензионерка на која што и беа уплатени 720.000 евра, изрекетирани од еден бизнисмен, ја запознал преку Мила Царовска. Еден ден од како Боки 13 ги изнесе овие тврдења, од Мила Царовска не видовме ниту еден релевантен аргумент во негирањето на овој исказ на Јовановски. Според сведочењето на Боки гледаме дека целата операција била овозможена и спроведена од луѓе, функционери на СДСМ. СДСМ, почитувани, е структура која што се крие за циот рекет, а Зоран Заев е главата на октоподот, кај кого завршиле парите. За ова одговорност мора да има. Ви благодарам.